Благодарам, господине председавач, колеги и пратеници. Веќе 12 ден дебатираме за составот на Комисијата за избори и именувања и начинот на нејзино функционирање. Во меѓувреме имавме обиди за девалвирање на самата комисија со можноста да одредени членови од деловникот бидат злоупотребени и оваа комисија, која што е такако важна за работата на собранието и една од примарните комисии, да и биде ускратено правото согласно член 22 став 1 да предложи кандидат за председател на собранието. Оставувам на ставот, оно што го изнесува во претходните мои дискусии, дека членови на оваа комисија, предложени од било која политичка партија, кои што учествувале во активно сквернавање на македонските национални и државни символи, не треба да учествуваат во неа од етички, морални причини. Може би тие за некои се херои, ама начинот на кој што ги правеа тие работи со сквернавање на националната порта, на символите на Одасном и другите македонски национални и државни символи не дават за право да активно учествуваат во комисија од која што произлегуваат голем број на предлози за функционери во различни сегменти во државата. Во меѓувреме, колега Стеванаджија, бевме спомнати дека во изминатиот период како пратеници и бевме обвинети дека сме го сквернавеле собранието во нашите мандати. Јас би сакал да ве прашам вас, како еден искусен пратеник, дали сквернавање е донесување на законот за експресниот пат Штип-Кочани, од кој што бенефит ќе видат граѓаните од цела Источна Македонија. Дали сквернавање е она што ние го правевме во претходниот мандат и донесувањето на законот за експресниот пат Штип-Радовиш, од кој што бенефит ќе видат граѓаните од Југоисточна Македонија. Дали сквернавање е изградбата на новата клиничка болница, која што е еден од по-големите проекти на владата на ВМРО-ДПМН и бенефит ќе добијат граѓаните од цела Источна Македонија. Дали сквернавање е редовната исплата на субвенции и изголемувањето на истите, за кои што во минатото бевме обвинувани дека сме земјоделска, селанска влада, па откако видоа дека овие проекти, овие субвенции даваат плод кај земјоделците, еве сега слушаме дека почнуваат и тие да ги применуваат. Дали сквернавање е зголемувањето на пензиите на пензионерите, кои што редовно се исплаќаат и се зголемуваат во изминатиот период, за разлика од еден период, кога истите беа намалувани, па дури и одземани. И многу други проекти, кои што во изминатиот период, поголем дел од овие пратеници, кои што учествуваа во работата, а во периодот кога 15 месеци беа отсутни колегите пратеници од СДСМ, донесуваа значајни закони и проекти и мерки за граѓаните на Република Македонија. Благодарам.